Поред програмата која Ѓорѓев денес ја презентираше пред гостиварци, се предвидува изградба на голем број на патишта, како и гасификација. Значи, една од клучните или најважни работи за Гостивар е во делот на патната инфраструктура. Значи, веќе е почната постапката и наскоро ќе отпочне и формалниот дел, а тоа е целосна реконструкција на патот во моментов кој што е трасата од Гостивар до Кичево. Значи, се работи за целосна реконструкција, нов асфалт, реконструкција на сите мостови на оваа траса, а истовремено ќе ја почнеме подготовката овој мандат и ќе ја отпочнеме со изградбата на автопатот од Гостивар до Кичево. Значи, нов автопат, онаков каков што сега во моментов се гради од Охрид до Кичево, таков ќе биде и посета од Гостивар до Кичево. Значи, тоа ќе биде одлично автопатско поврзување. Исто така во делот на патната инфраструктура ќе имаме реконструкција на патот од Тетово преку Пирок до Гостивар, а една од клучните работи за Гостивар и за Гостиварскиот регион е новата ТИРС Гостивар. Значи, тука ќе направиме технолошко-индустријска развојна зона, Гостивар да добие нови фабрики, нови вложувања, нови инвестиции, нови работни места, кои што ќе имаме отворење на нови работни места, но исто така и со порастот на цената на трудот, со растот на цената на работната рака, ќе се зголемуваат и платите. 1,5 милион се предвидени за инвестиции во здравството, реконструкција на покривната конструкција на основното училиште Гоце Делчев, како и голем број други инвестиции. Во проектот опрема со нови здравствени апарати за Гостивар се предвидени вкупно 83 апарати за општата болница и 5 нови апарати за здравствениот дом, кој проект е предвидено да чини негде околу 1,5 милион евра. Во проектот изградба на 100 нови градинки на ниво на цела држава. За Гостивар предвидена една нова градинка во Гостивар, една нова градинка во Врапчиште. Понатаму од областа на образованието, значи конечно е предвидена е санација на кровот на нашето централно градско училиште Гоце Делчев, многу горлив проблем за нашиот град. И исто така предвидена е во проектот за изградба на спортски сали во склоп на основните училишта, значи во овој проект влезен и нашиот град. Кандидатите за претеници од Коалицијата за подобра Македонија, предводени од ВМРО-ДПМН, денес остварија повеќе средби со граѓани во Полошко.